И Филипче знаелот и јавното обвинителство ја истражува фирмата Диамет, па потврди дека имал директни средби со инвеститорите од Шведска, кои биле предупредени за дејства што инаку се тајни постапки на обвинителството. Смешни беа обвинувањата. Навистина имавме состаноци со странска фирма која што сакаше да превземе една приватна компанија кај нас која работи у сферата на дијализите. Имавме официјални состаноци, тие се интересира. Нормално ние кажавме што имаме да кажеме и сето тоа и за сето тоа и писмено ги известивме, меѓутоа мислам дека тука такви обвинувања навистина смешно да се права. Таа фирма влезе на нашиот пазар, работи активно во сферата на дијализите. Но неговата изјава се разликува од вчерашната на Заев, па сега Филипче во обид да ги релативизира работите, вели дека знаел за истрагата од обвинителството, побарало документација од Министерството за здравство. На кој начин дознавте дека против фирмата се прави истрага, се врши истрага? Премиерот вчера посочи дека директно информација стигнала од јавното обвинителство. Дали го потврдувате? Да, заради тоа што обвинителството побара документи од Министерството за здравство. Изјавата на Заев беше поинаква. Кога се обраќа јавно обвинителство до државните институции кои што се под премиерот, така? Фондот за здравство, Министерството за здравство, ние знаеме дека се води истрага. И логично е, честно е, одговорно е пред било кој инвеститор, па вака познат Диаверум од Шведска, да ги знае информациите заради тоа што должно се на државата да ги соопшти сите информации. Филипче за аферата што веќе го доби називот Рекет 2, долго време молчеше. Според кривичната пријава, министерот заедно со директорот на Фондот за здравствено осигурување, злоупотребувајќи ги своите службени позиции, ја оштетиле Вера Иванова, ама и буџетот, преку обидите да ги предомислат швеѓаните да ја купат фирмата Диамет. Во претходниот период за оваа афера говореше Ден Дончев. Тој се впушти во контранапад кон Иванова, па како во улога на обвинител говореше за криминални активности за собственичката структура на фирмите Керки, а го споменуваше и кумот на Никола Груевски, Ристо Новачевски. И двајцата по пресконференцијата на Ден Дончев ги демантираа сите негови тврдења, а Новачевски дури и најави и тужба против него.